Добар ден, почитувани гледачи. Денес под лупа ќе ставиме една многу апсолвирана тема и актуелна во изминатиот период, тоа е политиката. За се она што се случува во општинската организација на СДСМ, но и на повисоко ниво, со мојот денешен гостин, господинот Ѓоко Танасовски, член на извршниот одбор на СДСМ во Скопје. Добре дојдовте во Лупа за прв пат во оваа емисија. Добре најдов и добар ден и голем поздрав до гледачите на вашата емисија и сакам да ви заблагодарам на поканата да учествувам во оваа емисија и да ги кажеме нашите ставови по различни теми од политиката. Така. Реков дека многу актуелна тема во изминатиот период, значи нема каде не се зборува за политика, но секој од својот агол, секој со своите ставови и мислења. Нас најмногу не интересира она што се случува на локално ниво, но секако не може да се изостави она што е на централно. Ќе започнам со еден новитет што се случи во вашата партија, односно во општинската организација, од тука потекна и идејата за интерен избор на член за кандидати за градоначалници. Значи, ова е нешто ново и кај вас, а и за прв пат еве ваков еден избор се случува. Малку се крена прашина во нашиот град, се дискутираше што е, како е, дали тоа се тие членови и од кандидати кои што ќе бидат некој од нив и иден градоначалник, или ова е само некој прелиминарен избор, внатрешен, колку да го испитате пулсот, па еве вака да ни кажете за што станува збор и од каде дојде идејата за еден ваков избор. Па ево, денеска овде со вас не би сакал да коментирам шпекулации, него едноставно пред пошироката јавност би сакал да направам една кратка ретроспектива на трепартиските избори за кандидат за градоначалник и за кандидати на советници одржани во општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз од Охрид. Лично мене ми е многу мило што иницијативата за отпочнување на една ваква отворена постапка за одржување на трепартиски избори потекна од самата општинска организација. И со самото тоа ние дадовме еден наш дел во подобрување на демократските процеси комплетно во партијата, се надевам понатака и по доаѓањето на власт и во целата држава. Самиот факт што кога ја предложив оваа иницијатива во име на општинската организација на седницата на извршниот одбор и со тоа што беше прифатена едногласно и одобрено од сите членови на извршниот одбор, покажува дека практикувањето на демократијата за нас како партија, па и како поединци, представува не само памфлетарство, туку една сериозна интенција. Свесни бевме дека за да се спроведе една ваква процедура на трепартиски избори, ќе биде потребна многу работа и многу добра волја за да сето заврши со една позитивна енергија за која сметаме дека треба да биде крајен резултат на овие првични внатрепартиски избори во нашата општинска организација. При тоа, за време на целата постапка имавме случаи кога моравме да ги согледаме и одредени слабости. И истите тие слабости да ги решаваме во и во текот додека се одвиваше комплетниот процес на трепартиски избори. Бевме свесни дека за одредени сегменти од постапката ќе бидеме подложени на критики. Меѓутоа, критиките, доколку нормално не се даде никако чисто критизерство, доколку се аргументирани и основани, водат само кон подобрување на нештата, односно подобрување на самата постапка. Јас така гледам на оваа работа и сметам дека не треба да се плашиме и да бегаме од предизвиците. Ширењето на наводни внатрепартиски несогласувања или несогласувања не би сакал да ги коментирам, едноставно ќе ги отфрлам, затоа што лобирањето при вакви внатрепартиски избори, ако го споредиме и со другите демократски земји, каде што повеќе партии имаат вакви внатрепартиски процедури, е нормална работа. И тоа само допринесува за подобрување на демократскиот процес и на крајот на краиштата тоа и беше нашата цел. Оваа постапка да биде отворена и транспарентна.
Сега ме интересира дали требаше некакви предуслови и што требаше всушност да се исполни за да може еден поединец да се кандидира за можен иден градоначалник на општина Охрид. Дали мораше да биде член на партијата, да има некаков што викаме бекграунд, значи некој подолго искуство и стаж во партијата, или можеше да биде и некој надворешен член, можеше сам да се кандидира или мораше група на граѓани да го кандидираат. Значи кои беа правилата? Значи согласно постапката, правилникот, роковникот и начинот и критериумите кои беа усвоени на седницата на Централниот одбор на 24 јануари во Скопје, беа одредени точно кои се критериумите за кандидирање, дали било тоа за кандидат за градоначалник или за кандидати за советници. При тоа, од позитивното искуство што го имавме за време на парламентарните избори, каде имавме коалиција со граѓанската опција и каде граѓаните го дадоа онај импулс и на нашите листи во сите работи кои претходно се случуваа, и при оваа постапка беше дозволено да имаме кандидирање и на граѓани кои не се членови на нашата партија. Тоа беше можно на два начина. Дали преку внатрепартиската процедура, односно преку насите местни одбори, или преку само кандидирање. При тоа, условот беше, доколку се за градоначалници, да поднесат програма за развој на Охрид, доколку се советници, да нормално да аргументираат својата кандидатура, која подоцна ќе биде разгледана во органите на самата партија. Сега во овај прв, да речам, избор, од оваа постапка, која што предпоставам ќе има и други фази, ќе разговараме за тоа подоцна, имаме 5 кандидати. Значи, барем 5 така излегува во јавност. 5 имиња, сега не би сакала да ги именувам, затоа што рековме дека сето тоа е само една почетна фаза. Што понатаму? Значи, како ќе се одвива постапката понатаму и кои се фази следуваат? Согласно постапката која што е, како што реков, веќе утврдена, овие внатрепартиски избори се само еден од критериумите кои треба да ги задоволат кандидатите за градоначалник и кандидатите за советници при оформувањето на конечните листи. После одржувањето на внатрепартиските избори, резултатите секако ќе бидат една добра појдовна основа за разгледување и земање во предвид при оформување на тие листи. Подоставувањето на евидентираните листи од наша страна, односно евидентираните кандидати како за градоначалник, така и за советници, постапката се префрлува во Скопје, каде што ќе се одржат консултации, а имајќи во предвид дека градоначалничката функција е функција која влијае врз животот на сите граѓани во Охрид. И таа е многу важна не само за членовите на нашата партија, него општо за целата локална средина. Сигурно ќе има анкети, ќе има консултации и како склоп на сите критериуми ќе се дојде до конечниот кандидат или кандидати за советници. Дали тоа значи дека од овие кандидати кои што сега се пласираат во јавност, едно име ќе биде од нив? Или може да биде и некој друго? Не би сакал сега да шпекулирам околу имиња и колку се и како се. Беа евидентирани 25 кандидати за градоначалници и околу 150 кандидати за советници. Согласно постапката која што уште трае, за да го задржиме нивната чест и дигнитет, не би шпекулирал сега со имиња и колку се и како се. Важно е дека постапката е демократска, беше, односно посебно внатрепартиските избори беа транспарентни и отворени и сметаме дека до самиот крај таа така и ќе заврши. Вие одите на еден нов начин, сакате значи да ја поголема транспарентност на партијата и на сите оние процеси кои што се случуваат натре во неа. Значи да ја подигнете демократијата на едно повисоко ниво, но колку тоа ви оди во полза? Во смисла, ако уште сега се открие кој може да биде кандидат за еден градоначалник, дали тука добивате или губите кај противникот?
Значи веќе од прилика тој ќе знае со кого треба да си ги одмерува силите, па можеби ќе се земе и тоа во предвид кога ќе бираат тие нивни кандидати. Ние нашите позиции, односно да речам нашите кандидати или кандидат за градоначелник кој евентуално ќе биде избран на крајот од целата ова процедура, не ги поставуваме и не ги споредуваме со тоа како би реагирале спротивната страна на името или на имињата кои што се во советничките листи. Она што за нас е најважно е да кандидатот биде прифатен од граѓаните на Охрид, односно листата да биде доволно квалитетна, која ќе им гарантира на граѓаните на Охрид дека нивните права ќе бидат процесуирани како што треба низ Советот на општина Охрид. Дали повеќе ќе одите на формула на искуство или можеби на младост и енергија? Па ќе видиме, критериумите, анкетите и консултациите ќе го кажат тоа. Ќе се комбинира, претпоставувам, да. Значи, вие веќе започнавте со овој процес, се подготвувате за престојните локални избори, но се поизвестно е дека локални избори, барем пролетва како што беше најавувано, нема да има. Еве, кои се вашите информации од партиски кругови, докаде се работите, затоа што се уште немаме формирано влада. Од сето тоа пак зависи дали ќе имаме локални избори кои што треба да бидат накнадно распишани. Значи имаме некаков законски рок кој што мора да се испочитува, иако роковите се поместува во интерес на тоа да може да се одржат пролетва, но и со тие поместени скратени рокови не ќе може тоа да се постигне најверојатно. Како прво, јас сум убеден дека ќе се изнајде и сила и разум за да изнајдеме најдобро решение кој ќе донесе до ова кое сега се навестува блокирање на институциите. Тука би морал да лоцирам дека ова што се прави сега му одговара само на Никола Груевски и криминалната врхушка околу него. Свесно и намерно сакаат да донесат до блокирање на институциите. Меѓутоа, какви и да бидат решенијата што ќе бидат донесени, тие морат да се изнајдат исклучиво преку институциите и во законските рамки. Секое друго решение не носи кон напредок. Во однос на локалните избори, по формирањето на собранието, односно изборот на председател, јас верувам дека ќе се исполнат условите за разгледување на сите опции како најдобро да се дојде до одблокирање на овие локални избори, односно околу датумот на локалните избори, а со самото тоа и да граѓаните не бидат оштетени во комплетниот овој процес. Сведоци сме дека Ѓорги Иванов не ќе да го даде мандатот на парламентарното мнозинство. Тој мора да го направи тоа за да дојде до решение на оваа криза. Реално еве да претпоставиме дека за неколку дена ќе се формира влада, значи ќе се конституира парламентот, ќе се избере председател. Има ли реална можност да бидат распишани изборите и да се одржат во овој пролетен период, бидејќи летниот некако не е многу подобен за одржување на избори, па можеби ќе треба да чекаме дури есен. Во опција беа тие скратени рокови за кои би се одредиле со гласање во парламентот со измена на изборниот законник, меѓутоа да почекаме да се формира парламентот и како ќе се одвиваат работите, јас верувам, односно убеден сум дека решенијата ќе бидат во најдобра корис за граѓаните на Република Македонија. Мандатите на градоначалниците истекуваат некаде на крајот на март. Значи, со тоа завршува и функцијата на советите на општините. Што понатаму? Бидејќи, еве, ако немаме локални избори, ако немаме избор на нов градоначалник, нормално нема да имаме ниту нов градски совет, како ќе функционираат локалните самоуправи во вакви услови? Значи, ќе имаме блокирање на администрацијата. Пак ќе се навратам на тоа, дека верувам дека сите решенија по самото давање на мандатот од страна на Иванов, на мандатарот, на парламентарното мнозинство, ќе се овозможи формирање на влада и почеток на давање на решение на овие прашања. Не сум правник, но можда би кажал
Едно од решенијата е да пред истекување на мандатот да градоначалникот го овласти секретарот за тие технички административни работи за кои викате дека ќе бидат блокирани. На тој начин работата на локалната самоуправа ќе се продолжи. Меѓутоа, пак не сум правник, али конечно ќе мора да се најде решение кое е во рамките на институциите и во законските рамки. А тоа е единствено можно кога Иванов ќе го даде мандатот на парламентарното мнозинство. Тој вакуум кој што може да се создаде, значи има изгледи дека и тоа ќе се случи, ако не се одржат локални избори, ако не добиеме нов градоначалник, дури технички општината некако да функционира, значи да се даде овластување на секретарот. Мислам дека негативно ќе се одржи врз општината и врз работењето на целокупната локална, затоа што знаете кога немаме предпоставен, тогаш се некако поинаку, полабаво е. Мислам дека и тука ќе се случи тоа. Значи ќе имаме една похаотична ситуација во локалната отколку што е ситуацијата кога имаме прв човек во секој случај. Јас искрено верувам дека нема да дојде до таа можност и да бидат блокирани, да биде блокирано работењето на локалните самоуправи. Меѓутоа, пак ќе напоменам, тие работи ги посакува Никола Груевски и врхушката околу него. Парламентарното мнозинство е силно убедено дека треба Иванов да го даде мандатот на мандатарот на тоа парламентарно и мнозинство и да почнеме да ги решаваме проблемите кои се наталожени за овој период на насад. Тука ги склопувам и овие проблеми кои вие ги споменавте во прашањето. Сметате ли дека при ваква една наелектризирана состојба во државава е погодно за отприлика месец или два да имаме избори? Значи, како тоа ќе се одрази врз целиот изборен процес? Дали може да имаме, како што сакаме да речеме, демократски избори и без некакви поголеми пропусти? Значи, затоа викам, решенијата ќе мора да одат преку на овие прашања и одговорите на овие прашања да се дадат преку институциите и како налага законот. Не би правил се, не би шпекулирал околу тоа како тоа би се одразило на расположението, бидејќи на крајот и изборите, и сите работи поврзани со изборите мора да бидат во една законска рамка. Малку сакам да го продискутираме и ова што ни се случува низ државата. Значи, секој ден можеме да забележиме по улиците на нашиот град, а и во другите градови на Македонија, како група на граѓани протестираат, значи, под името тврдокорни и за зачувување на унитарноста, како што тие, значи, милува да кажат, за унитарноста на Македонија. Не би сакала да го коментирам моментот дали и како и кој протестира. Значи, има право секој кој што ќе се почувства засегнат од нешто да си го искаже своето мислење и својата волја, еве и на ваков начин, и тоа е предвидено. Но колку ваквите протести предизвика разединетост и некаков раскол помеѓу самите македонци. Значи, имаме од една страна македонци кои што си ја сакаат Македонија, условно кажано, и кои што се борат за нејзиното опстојување во онакви рамки во кои што е. Значи, од друга страна пак македонски граѓани кои што не сакаат добро на државата, ако можам така да се изразам. No. Значи, дојдовме до една ситуација да има една голема нетрпеливост помеѓу граѓаните, и тоа од иста етничка припадност. Не зборуваме сега за различни етникуми. Како што рековте, правото на протест е уставно загарантирано право и секој има право да протестира. Меѓутоа, говорот на омраза и повикувањето на насилство не доликуваат да бидат наратив на еден протест во едно демократско општество. Овие протести се одвиваат под мотото за заедничка Македонија и се повикуваат на заедништво. На тие протести сведоци сме, се тепаат и се бркаат новинари.
се зборува за унитарноста, а се работи на поделба и на омраза. Како што можеме да видиме во претходните денови, имаме злоупотреба на малолетни лица во политички цели, што е нешто недозволиво и не смее да остане несанкционирано. За жал, институциите кои што треба да реагираат во овие случаи не реагираат и не преземаат ништо. Во однос на тоа кој ги предводи протестите, како се одвиваат, сведоци сме на испливување на површината на еден клиентелизам кој што е главна одлика на ова владење на ВМРО-ДПМНЕ. Деградацијата на сите морални и етички норми падна под секое ниво. Дотаму што се неќа да се прифатат и се одбиваат дури и најразумни факти. Секако мотивите на одредени лица за одржување на овие протести, односно преку нив продлабочување на кризата и дури водење до одредени насилни елементи, им одговара само на одредени лица од врхушката на ДПМНЕ. Затоа таа поделба на патриоти и непатриоти. Ајде сега да разговараме вака. Дали е патриотизам да се бранат луѓе кои 10 години наназад ја крадат безмилосно Македонија и злоупотребуваат народни пари. Сите сме сведоци на тоа. Секојдневно се трошат големи суми за некакви панорамски тркала, за некакви барокни фасади, за скапи службени автомобили. А од друга страна имаме да државните институции осиромашуваат, а со тоа осиромашуваат и граѓаните на оваа држава. Но сега протестите, акцентот е ставен на националниот момент, за чувување на јазикот, затоа што таа група која што протестира смета дека ќе се воведе двојазичност и дека ќе сме сите обврзани да го изучуваме албанскиот јазик покрај македонскиот, како што реков, да се зачува унитарноста, да се зачува Македонија онаква каква што е, значи нејзиниот интегритет, суверенитет и така натаму. Значи не станува сега збор за зачувување на некакви материјални блага или некакви криминални досиеа на некои поединци, туку се удира на националното. Ајде да одговориме одма. Проблемот на унитарноста и двојазичноста е вештачки креиран проблем. И то од страна, пак ќе речем, на врхушката на ДПМНЕ. Унитарност, најголем гарант за унитарност, сувереност и слободата и демократијата на граѓаните во овој момент ќе биде новата реформска влада на Социјалдемократскиот сојуз, доколку се осуди Иванов да постапи согласно Устав. Околу двојазичноста, оваа реформска влада што ќе дојде во Македонија, ја гледа Македонија и сака да ја гради во функција на еднаквост на сите граѓани, без разлика на која етничка заедница припаѓаат. Држава која ќе ги гарантира пред се индивидуалните права и слободи. Двојазичноста, вештачки наметната, новата влада. Ние сме двојазични од 2008. 2011 имавме унапредување на тој закон. 33 општини во Македонија се двојазични. Имаме тројазични, четворојазични општини. Што би било разликата сега од тогаш? Она што го нуди новата реформска влада на Социјалдемократскиот сојуз, во моментот кога ќе дојде, кога ќе биде изгласана, ќе понуди законско решение со кое ќе се предложи употреба и унапредување на јазиците во рамките утврдени со амандманот 5 од Уставот на Република Македонија. Односно, предвидено е законот да ја прошири употребата на јазиците, пак ќе речам, согласно амандманот 5 од Уставот на Република Македонија и истото
такво да важи и за институциите на системот. Во согласно со рамките на тој амандман. Она што ќе се овозможи е да граѓаните се обраќаат према институциите на својот мајчин јазик. Тоа, значи да објасниме, тоа не значи дека македонците ќе морат да се обраќаат и на албански? Не, значи тези кои се пласираат за наводно задолжително учење на албанскиот јазик. Да ни доловите како ќе изгледа нашата општина во такви значи, неустави? Ево, еден пример ќе дам, пошто ајде во Охрид најпој ќе се градат станови, кога ќе се оди на нотар, доколку граѓанинот е албанец. Тој има право договорот кој сега се склучува на македонски јазик, истиот тој на трошок на нотарот да го добие и на албански јазик. Односно, обраќањето не само, ајде сега ги земаме за пример албанците, ама како што реков, имаме и тројазични, четворојазични општини. Значи, треба да им се даде употреба, право на употреба да се обраќаат према институциите и на другите малцинства. И тука не треба нас ништо да не плаши. Законот кој ќе биде понуден од страна на новата реформска влада ќе го штити и ќе го напредува македонскиот јазик. Тука нема страв. Напоменав, ќе бидат предложени решенија во рамките на амандманот 5 од Уставот на Република Македонија. А што со јазикот на другите малцинства кои што живеат во државава? Значи, и тие малцинства. Таму... Затоа што сега е во овој случај вела дека се дискриминирани. Да, значи целта е таа да се прекине дискриминацијата во Република Македонија. Дали тие ќе имаат можност, значи на нивниот мајчин јазик да се обраќаат? Секој граѓан да се обраќа на својот мајчин јазик према институциите. Казните кои што сакаат да ги сега ги прават како актуелни видовме со одредени флаери и сите тие работи, тоа е само една режија и сценарио на оваа врхушка која сака да избегне одговорност. Знаеме дека нема да има вработување на дополнителен кадар кој што ќе ги знае овие јазици, бидејќи сите тие правилници и законски решенија точно ќе бидат прецизирани по изгласувањето на новата реформска влада и транспарентно ќе бидат дадени во парламентот, каде што ќе може секој граѓанин да ги гледа, на крајот на краистата ќе може и опозицијата која што сега ги подбуцнува овие работи да ги види, да достави амандмани и да реагира на тие законски решенија. Господин Танасовски, само сакам да ве потсетам дека пред речиси една година ни се случи шарената револуција. Значи тогаш имавме протести за кои што велеа дека зад нив стои СДСМ. Сега колку стоеше, дали стоеше, тоа може да се дискутира, но што е разликата меѓу шарената револуција и сега овие протести на тврдогорните? Во што ја гледате вие разликата? Како прво, јас не можам да ги споредам, за мене е неспоредлива шарената револуција и овие протести кои се одвиваат под мотото за заедничка Македонија. Шарената револуција беше протест, граѓански протест, кој произлезе од револтот на граѓаните по излегувањето на онаа вистина за Македонија, кога се виде колку врхушката на власт злоупотребувала и правела криминали и е спремна да оди и понатаму да не понесе одговорност за тие криминали. Значи, шарената револуција беше еден револт. Овие протести кои сега сме сведоци ги гледаме. Но и за нив вела дека се граѓански, значи за овие протести. Не, значи луѓето, граѓаните, да, таму се граѓани кои протестираат. Она што можеме да го видиме е дека се наметнува, пак ќе повторам, унитарноста и двојазичноста се наметнат и вештачки проблем. Ево, пишуваат дека ќе имало двојазични банкноти, дека ќе имало двојазични униформи. Нема таква работа. Уставот тоа не го дозволува. И покрај тоа, тие упорно ја ги повторуваат своите тези. Дека ќе се учи на албански, дека ќе има казни. Казни, да бидеме сега начисто. Има и во сегашниот казнени одредби во Законот за употреба на јазиците. И тие не се наменети за граѓаните, тие се наменети за институциите кои не ќе да го применат законот.
Дали може би оваа ситуација ќе се избегнеше доколку после договарањата што ги имавте со албанските партии се излезеше јавно и се кажеше што е договорено всушност? Значи, на што се темела тие договори? Ајде се вака да тргнеме. Ако се сетиме, првично, мандатот му беше доделен на Никола Груевски. Никола Груевски цели 20 дена преговараше за составување на влада. Единствено, околу нешто што не се согласи Никола Груевски е специјалното јавно обвинителство и законот за заштитени сведоци. Од наша страна, по добивањето на мандатот, јасно, гласно, транспарентно ќе ги извадиме сите детали да кажете од законот. Дека за истите работи за кои што преговарале Груевски со лидерите на албанските партии, преговараше и лидерот на СДСМ? Лидерот на СДСМ не тоа е сосем различни состојби се тие. Лидерот на СДСМ немаше мандат, не беше мандатор. Нашиот председател го обезбедуваше, бидејќи добивме едно неуставно барање ни од страна на председател, да приложиме парламентарно мнозинство, а ако се сетиме, при првото доделување на мандатот, тој тоа не го направи. Значи, едно крајно непринципиелно барање. Меѓутоа, поминавме и преко тоа, нашиот председател обезбедуваше парламентарно мнозинство. При тие разговори, затоа што да преговарате, како што реков, треба да сте мандатор, беа поставени само начелата и принципите како ќе функционира ова парламентарно мнозинство. Јас ви тврдам дека новото парламентарно мнозинство е гарант за унитарноста, слободата, демократијата и слободата на граѓаните во Република Македонија. Нема никаква опасност нити по унитарност, нити да се плашат луѓето од двојазичност. Сето тоа е наметнат вештачки проблем од луѓето кои не ќе да одговараат за своите криминални дела. Предпоставам дека и во наредниот период ќе правите се за да и оние кои што не се убедени во тоа се убедат. И да, значи ќе гледаме како понатаму ќе се одвиваат работите. Малку ќе ве одморам со една кратка пауза за реклами, па потоа уште малку ќе разговараме. Ќе правиме една мешавина, значи и на општинско и на централно ниво. Fish and Lounge Bar Лихнидос во срцето на Охрид на самиот градски плоштад со викенд агенда. Петок Владко Лозановски, сабота Маестрал Бенд и Ристе Ристески, недела денска забава со ансамбл Билјана и 20% попуст на сите артикли. Препуштете се на добрата музика и препознатливите специјалитети од македонската национална кујна. Fish and Lounge Bar Лихнидос. Predsjedniče, ovako više ne može. Leti vruće, zimi i hladno. Hoćemo izolati one sankcije. Stižemo. Pa hoće ovu bubanju. Doktore! Samo Bekament. Bekament termoizolacioni sistemi. Leti hlade, zimi greju, štede energiju. 10 godina garancije. Bekament, doktori za zidove. Маркети Агроели. Покрај на добро познатата локација кај Стобекс, одсега и наспроти полициската станица. Богат асортимент на производи за широка потрошувачка, пристапни цени, квалитет и одлична услуга. Во склоп на маркетот работи месарницата Ели Мес со секогаш свежо, внимателно одбрано и квалитетно месо.
А кај нас ќе ги најдете и најдобрите макробиотски производи од програмата Е-Вита и домашни производи по традиционални рецепти од програмата Ели. За задоволни и срекни потрошувачи. Маркети Агро Ели. Ем здраво, ем вкусно. До напредок во работата со ХТЗ опремата од Напредок Комерц. Заштитете ги своите работници, но имајте и свој заштитен знак со препознатливи униформи и работни облеки за индустријата, медицината, земјоделството и гостителството. Нудиме и униформи за агенциите за обезбедување, маскирни униформи, обични поломајци и најново, гумирани униформи отпорни на вода и ветер. Брендирање со везење на вашиот заштитен знак со одличен квалитет. Напредок Комерц, Струмица. Алпојо, лидер во регионот за зрнести и прашкасти производи. Со повеќе од 20 годишно постоење и искуство, има задоволство да ви ги представи своите нови производи, кои се одлични за вашето здраво секојдневие. Квалитетно и внимателно одбрано богатство на вкусови од Алпојо. Побарајте не во најблискиот маркет. Малку е потребно да се донесе погрешна одлука, кога една од трите најдобри пријателки ќе изврши самоубиство скокајќи од 15-тиот кат. Останува на низините поранешни пријателки да ја откријат причината. Жена на работ на ТВМ телевизија во 22 часот и 30 минути. Ние назад во студиото на ТВМ. Краток одмор, но мислам дека разговорот е интересен и добро ни оди, па не мораше многу да се одмараме. Со истата динамика продолжуваме и понатаму. Господин Танасовски, протежираат, еве, од ВМРО ДПМН и како најдобра опција спомнуваат да имаме одржување на заеднички парламентарни, значи нови парламентарни и локални избори. Што мислите вие за оваа идеја? Колку е таа позитивна и колку е прифатлива во овој момент? Ние сметаме дека одржувањето на уште едни парламентарни избори ништо нема ново да донесе. Во овој момент локалните и нови парламентарни и локални избори, кога и да било да се одржат, ќе одговараат најповеќе на Социјалдемократскиот сојуз. Меѓутоа, ајде да се соочиме со уште една ситуација. Што ако и по тие нови парламентарни избори, председателот Иванов се одлучи да не го дава мандат? Што ќе биде променето? Затоа инсистираме да председателот Иванов му го даде мандатот на новото парламентарно мнозинство, што го имаме со 67 пратенички мандати. Мислите ли дека ќе се случи тоа? Ние до крај ќе бараме решенија кои ќе бидат низ институциите и во законските рамки. Господин Озаев спомна план Б, значи нешто почна да се реализира од тој план Б или воопшто не е ставен во функција? Се уште сте кај планот А? Се уште сме на планот А. Добро, нешто се најавуваше дека можеби од понеделник ќе се влези во собрание, значи имаме тука нешто па едноставно парламентарното конкретно или поднесе... се уште сме само на муабет? Па не, сметам дека ќе се поднесе иницијатива до преседавачот на оваа конститутивна, на прекинатата конститутивна седница и тој треба да одлучи кога ќе продолжи истата.
Со самото продолжување ќе се овозможи да новото парламентарно мнозинство избере председател на собранието и после тоа да го извести председателот на државата дека се остварени условите за доделување на мандат. Доколку ни се случат локални избори, ако не пролетва, на есен сигурно ќе имаме. Дали веќе сте работеле на некаква програма, значи на некои проекти кои што би биле во преден план за да се атакува на тој, значи да се кандидатот да атакува значи на тој избор за градоначалник, бидејќи голем број на проекти кои што еве и сега и во овој мандат беа спомнувани, во претходни мандати се повторуваат. Дали ќе видиме нешто ново, свежо или повторно ќе ги слушаме истите проекти, истите работи кои што и досега беа спомнувани? Видите, старите проекти се повторуваат единствено само заради една причина. Затоа што не се остварени. Моментално, локалната самоуправа, која пред 4 години обеќаваше развој, економски развој и преродба на Охрид, за жал, од сите ветени проекти не оствари ниту еден. Вети нова современа автобуска станица, вети модерен покриен пазар, вети покриен базен, но да ве вети дом за стари значи, лица. Голем дел, 90% од овие проекти беа ветувани во мандатот на Петрески, кој што беше од СДСМ. Значи, затоа ви велам се повторуваат. Тие беа ветувани на крајот на вториот мандат, дека при добивање на трет мандат дека ќе бидат направени. За жал, не можеме да ги споредиме тие две ситуации. Зошто? Затоа што во тој период, ако се присетиме, централна власт беше ВМРО ДПМН. Сите овие проекти беа блокирани максимално да не можат да се завршат. Ево дојде да имаме и централна и локална власт од иста партија. За жал, сведоци сме дека пак истите тие проекти не се реализирани. И не само тоа, сведоци сме на тоа да кога владее ВМРО ДПМН, да Охрид се соочи со можност за одземање на заштитениот статус од УНЕСКО. Гледаме дека се уништува културното наследство. Еклатантен пример е Плаошни. Сведоци сме дека се занимаваат со урбанизација таму каде што сакаат и колку што сакаат. Зошто вие како опозиција, кога се ова се случуваше, не реагиравте побурно? Ве немаше, значи еден период бевте доста летаргични. Па не би се согласил многу работи, значи во градот, но не слушнавме од вас некои големи реакции. Социјалдемократскиот сојуз реагираше на сите проекти кои оваа власт ги спроведува на грбот и на штета на граѓаните на општина Охрид. Сакате да споменеме околу осветлувањето, сакате да споменеме околу договорот за јавно-приватно партнерство за пазарот. Ево последниот пример на последната седница на Советот. Исто, Социјалдемократскиот сојуз поднесе иницијативата конкретно за планската документација за Лагадин. И покрај дописите, односно решенијата кои ги имаше дадено Државниот инспекторат за урбанизам и градење и покрај Државниот инспекторат за животна средина, сепак мнозинството во Советот ја отфрли таа точка, не дозволи уствари да дојде на дневен ред да се расправа за таа точка. Ние, како партија, односно нашите советници и при усвојувањето на таа планска документација беа против. Значи, Социјалдемократскиот сојуз, односно општинската организација во Охрид, за сите прашања кои ги засегаат граѓаните на Охрид, реагирала и навремено и преку соопштенија, и преку пресови, и преку своји ставови во Советот. За жал, ние не можеме да ги гледаме нашите дебати во Советот. Можда е потребно да се врши и пренос од тие седници. Одредени медиуми ги пренесува само ставовите на владеачкото мнозинство.
Зошто не знајдовте некој друг механизам за да се слушни вашиот Се глас? обидовме. Ете, ако видовте дека Значи, Советот не е доволно отворен и транспарентен према граѓаните. Се обидовме и, како што реков, и преку пресови, и теренски пресови држевме кај сите овие локации. Меѓутоа, Значи, начинот... да не бидам значи, погрешно сватена, не во последнава година дена. Зборувам за еден, значи подолгорочен период. Значи, сведоци бевме дека состојбата во медиумите, за жал, не е како што треба овде, не е нешто да ја сега ги обвинува медиумите или не. Општата пракса на пренесување на наши пресови, соопштенија во одредени медиуми кои за жал се гледани и на национално ниво и на и регионално ниво, не беше согласно оние норми, независни новинарски норми кои треба да биде. И затоа ќе се вратам на оваа програма на владата. Една од клучните точки е да имаме независни медиуми. Тоа мора да се направи не заради политичките партии да добиваат поени при пренесување на одредени нивни ставови на седници на совет или во парламент, него едноставно затоа што граѓаните треба да добијат можност да имаат реална представа кои се проблемите, кој како ги решава и кој за што се залага. Сето тоа ќе допринесе до поголема демократија и... Доколку имаме градоначалник од редовите на СДСМ и доколку мнозинството во Советот е од вашите редови, дали тогаш може би еве една иницијатива да бидат седниците пренесувани во живо? Секако. Секако. Не, советниците се избрани од граѓаните на Охрид. Тие треба да имаат увид во работата на самите советници. Да гледаат дали тие дебатираат и како дебатираат на тие седници. Ние како партија, ако се сеќавате, се залагаме и за отворени листи, како за парламент, за парламентарни избори, така и за локални. Да им дадеме можност да советниците во овој случај се спуштат кај граѓаните. Односно, во парламентот да пратеникот биде со, ајде да речам, базата. Да не бидеме, да немаме само она партиски послушници таму. Видовме докаде носи тоа. Колку вие како член на извршниот одбор на СДСМ, значи во централата, во еден највисок орган, како поединец можете да направите нешто за Охрид? Значи колку можете да лобирате за нешто што се случува во нашиот град? Значи за некоја одлука или за нешто што е од интерес на градот? Лично јас имам голема верба дека по доаѓањето на новата реформска влада ќе можат многу работи да се издействуваат со кои ќе им се помогне на Охрид. Ево, бевме сведоци при двете гостувања, односно посети на нашиот лидер на Охрид, даде изјава со која се понуди да помогне во одблокирање на општина Охрид. Јас ви гарантирам дека по формирањето на новата влада, каде Зоран Заев ќе е премиер, Охрид ќе има многу големи придобивки. Истото тоа го ветува, значи, и представниците од ВМРО ДПМН. Очекувавме дека Охрид многу ќе доживее еден прогрес и еден процут, бидејќи, како што и вие рековте, и централната и локалната беше од иста политичка опција. Го ветува, но не го исполня. Зошто да веруваат граѓаните дека вие ќе го исполните? Затоа што ние во овие, ајде да речам, од 2014 3 години се обидовме да ги слушнеме граѓаните, ги слушнавме нивните идеи, желби, проблеми и ги пренесовме во програми кои ветуваме не само за колку да се вети, него ветуваме дека ќе бидат спроведени. Оваа програма на новата реформска влада не е само програма на желби на Социјалдемократскиот сојуз и на партиите кои што се во парламентарното мнозинство. Тоа е нешто што реално ги допира граѓаните. Развојот на економијата, воспоставување на правичен даночен систем,
правилна распределба на социјалната помош. Сето тоа се прашања кои од кои имаат проблеми обичниот граѓани. Не е тоа само некое памфлетарство, па ние сега со оваа програма овде јас ќе ја покажувам и дека тоа така ќе биде. Јас можам да ветам како член на извршниот одбор на СДСМ дека тоа што ги биде ветено за Охрид ќе биде исполнето. Како го гледате Охрид во иднина? Еве со еден ваш градоначалник. Па Охрид го гледам како прво како град кој ќе за мене е, а се надевам ќе биде и за Македонија, град кој ќе биде најубав во Македонија, во контекст ќе можеме да ги вратиме пред се младите. Охрид да не биде град на пензионери, да не биде град каде што не може да се најде работа. Сведоци сме дека во овие години наназад Охрид дојде годинава да биде град од кој се во најголем процент се иселуваат млади луѓе. Тоа е жалосно и тоа мора подитно да биде стопирано. А сето тоа ќе се навратам, ќе биде дел од таа владина програма и ќе биде дел од тој регионален развој кој што ќе биде опфатен во неа. Секако, Охрид е главен туристички центар на Македонија. Ќе се бориме сето тоа да се унапреди и да допринесе добивка за граѓаните на Охрид. Затоа што видите, Охрид не е само на охриѓани, Охрид е на цела Македонија. Јас ве убедувам дека Охрид ќе си го добие местото кое го заслужува. Кој е вашиот мотив што сте влегли во политика? Во политиката влегов чисто за да овозможам да моите деца не се плашат од тоа што правил татко им за овие 4 години. Да можат слободно со кренати клави да шетаат и да кажат дека некој направил нешто да се ослободи конечно оваа земја од една врхушка која што безмилосно не само што крадеше народни пари, таа и упропасти многу фамилии, многу семејства. Сведоци сме на каков притисок се изложени вработените во администрацијата. Она што за мене е предизвик во политиката е да истраеме на тоа што сме го започнали. Дали потоа ќе останам во политиката, кои ќе бидат моите идни планови, тоа ќе го разговараме после паѓањето, конечното ослободување од овој режим. Благодарам за учеството во Лупа. Се надевам дека некои теми кои што беа можеби дилема за граѓаните ги разјаснивме, еве и околу внатрешниот избор за кандидати за градоначалници. Ке се гледаме и понатаму, има уште што да се направи, што да се работи, некаде на почетокот сме од сите тие процеси. Ке видиме како ќе се одвиваат работите, па до некое наредно видување. Ви благодарам на поканата и се надевам на скоро видување со резултатите од новоизбраната реформска влада на Република Македонија. Така. Овдека се е евидентирано, значи ова ќе оди сега во архива, сите разговори се чуваат и ќе ве подсетуваме на сите ветувања што биле дадени после неколку години доколку не се исполнат. Слободно. Благодарам.